Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Растат тензиите меѓу Северна и Јужна Кореја откако Северот иницираше артилериски напад на населен граничен остров на територија на југот. Ова предизвика меѓународни реакции за кои ќе ви кажеме веднаш по најавата. Северна Кореја гранатираше населен пограничен јужнокорејски остров. Јужна Кореја возвратила со оган од борбени авиони. Јужнокорејската армија соопшти дека во нападот загинале 2 војници, а 12 биле повредени. Овој се смета за најсериозен инцидент меѓу обете страни од корејската војна наваму. Јужнокорејскиот претседател Ли Мунг Бак свика вонредна седница на министрите за безбедност и според владени извори тој работи на спречување на ескалирање на ситуацијата. Северна Кореја кажа дека била испровоцирана од јужнокорејските сили кои изведувале годишна воена вежба на островот на само 12 километри од севернокорејското крајбрежје. Југот тврди дека пукал во водени површини и далеко од територијата на Северна Кореја. И светот реагираше по размената на артилериски оган меѓу Северна и Јужна Кореја. САД побараа Северна Кореја, цитираме, да ја прекине непријателската акција и ја повтори определбата за одбрана на Јужна Кореја од каков бил иден напад. Кина кажа дека обете Кореи треба да вложат напори за одржување на мирот и повика на итна обнова на шестраните разговори за севернокорејската нуклеарна програма. Реагира и Русија, Германија и Британија. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров рече дека гледа, цитираме, огромна опасност дека борбите ќе ескалираат, додека британскиот секретар за надворешни работи Вилијам Хак го осуди Пјонкјанг за, цитираме, непровоцираниот напад. Дале Лама ќе се пензионира, тој најави повлекување од политичките должности како водач на тибетското движење до година. Будистичкиот духовен лидер вели дека за тоа ќе зборува на тибетскиот парламент во екзил, што ќе се состане во март. Лама додаде дека тој бил полупензиониран откако движењето го избрало својот прв политички лидер во 2001 година. И покрај најавеното пензионирање, добитникот на Нобеловата награда за мир ќе остане духовен лидер на тибетскиот народ, кажа негов советник. Милиони луѓе ширум светот кои се во ризик од срцево заболување го земаат лекот статин за да го снижат така наречениот лош холестерол, познат како ЛДЛ. Но статините не се толку ефикасни да го зголемат нивото на добриот холестерол или ХДЛ, што помага во справувањето со болеста. Сега нов лек наводно драматично го зголемува нивото на добриот холестерол, но се чини дека пациентите треба да почекаат уште неколку години пред тој да стане достапен до јавноста. Лекарите се со големи надежи дека новиот лек наречен анасетрапид може да спаси човечки животи. Најмалку 1600 пациенти учествувале во лимитираниот експеримент во врска со овој лек. Некои од нив земале анасепатрид, а други плацебо. Доктор Кристофер Канон од Бостон бил начело на истражувањето. Проучувавме нов лек што е 4 до 10 пати посилен од која и да е претходна терапија. Досега лекарите за снижување на лошиот холестерол припишуваа статин, но овој лек не е толку ефикасен во подигање на добриот холестерол, што помага да се остранат запушувањата во артериите. Кај пациентите кои земале анасетрапид е забележано намалување на нивото на лошиот холестерол за 40%, а зголемување на добриот за 138%. Научниците се согласни дека е потребно многу пообемно и подолго истражување. На почетокот на наредната година 30.000 лица ќе земат учество во 4-годишна меѓународно испитување на лекот. Сепак, стручњаците предвидуваат дека ќе биде потребно подолго време пред лекот да биде одобрен за јавна употреба. Во меѓувреме, лекарите велат дека добро познатиот совет и натаму важи. Редовно вежбајте и избегнувајте храна со многу масноти. Рече си 10 години од првиот филм за момчето маѓапсник Хари Потер, на серијата и дојде крајот со екранизацијата на последната книга на авторката J.K. Rowling во оригинал насловена Хари Потер and the Deadly Hallows. И во овој филм на режисерот Дейвид Йес, Потер се обидува да го ослободи светот од Волдеморт, символ на крајното зло. Harry Potter.
The boy who lived. Волдеморт, најмокниот и зло волшебник на сите времиња, конечно доминира во светот. Само Хари Потер, момчето кое мистериозно ги преживеа смртоносните напади од мрачниот господар, му стои на патот. Барем до сега. Хари и неговите пријатели Хермион и Рон имаат тешка задача да ги најдат и уништат магичните предмети наречени Хоркурси. Ема Вотсон ја игра Хермион. Волдеморт ја поделил неговата душа на 7 делови за да стане бесмртен. Ги сокрил деловите во разни предмети поврзани со неговото минато. Даниел Радклиф повторно е во улога на Хари Потер. Тие знаат дека секој ден ќе биде тежок и исполнет со опасност, страв и голема загриженост. Ова е тежок филм за трите ликови и нивните односи. Тројцата пријатели не се повеќе безбедни како кога беа во училиштето за волшебници. Изложени се на напади на злото. Комплексниот крај за Хари Потер има 2 дела. Првиот почна да се прикажува во САД, вториот ќе биде следната година. Only I can live forever. А утре ориентален танц со американски примеси, професионална група низ турнеја по светот за негова промоција. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash 14 американски суперзвезди, како што се нарекуваат овие жени, минаа 22 држави, покажувајќи дека стомачниот танц припаѓа на вистинска сцена, а не само во ресторани. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете нашата веб страница гласнааmerika.com. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.